Јас сум Мања Василева, а вие го гледате најновиот дневник на К1. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Црквата посветена на светите браќа Кирил и Методи во Велес ги отвара вратите за верниците. Чинот на осветување почнува вечерва, а ќе заврши утре. На полнок истекува рокот за јавниот увид во избирачкиот список за локалните избори 2017, закажани за 15 октомври. Дополнителни субвенции ќе добијат лозарите, најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски при денешната посета во Кавадарци. Со вечерната богослужба, која е закажана за вечерва во Велес, започнува чинот на осветување на црквата Свети Кирил и Методи. По 11 години градење во Веле, лепен објект, викендов се пушта во употреба. Чинот на осветување почнува вечерва и ќе заврши утре. Во дневникот во 12 часот и 30 минути имавме линковско вклучување со колешката Дијана Иванова. Таа разговараше со магистар Горан Панзов, протоиерей. Да видиме дел од разговорот. Отже, вечерва се отвараат вратите на овој храм за верниците. Какво чувството? Токму така. Чувството е божествено и истовремено и радосно, затоа што навистина очекуваме овие врати да бидат широко отворени за сите православни верници. За неколку часа ќе пристигнат тројцата архиереи кои што ќе ослужат божествената литургија заедно со свештенослужителите. Тоа е митрополитот Повадарски господин Агатангел, митрополитот Тимотеј, митрополитот Иларион. Веднаш потоа, од кога ќе заврши вечерната богослужба, надвор ќе излеземе пред платото на црквата, ќе имаме организирано културна вечер, на која што се разбира се поканите сите православни христијани, и на вечерната богослужба исто така се поканите сите православни христијани, а потоа веднаш утрената во 7:45 минути ги пречекуваме архиереите, односно целиот синод на Македонската православна црква, и ќе започне чинот на осветување на овој великолепен храм. 11 години беа потребни за да се создаде овој Божји дом. По 11 години велишани ќе може да видат што се тука се случуваше. Голема е возбудата, но како што самите велишани велат, гледавме како се создава од оној првичен слој, нели, како се ставаат темелите, како се градеше. Сега очекуваме да видиме и каква е внатрешноста. Токму така, значи и не е некој голем временски период 11 години, црквата е започната значи со камен темелникот во 2006 година, еве 2017 е веќе денот кога ќе биде осветена црквата, но можам слободно да кажам дека сите мајстори кои што работеа на оваа црква вредно се надмина во своите занаети. Почнувајќи од оние кои што го правеа каменот, односно кои што зидаа оваа црква со каменот, па потоа фреско живописот, иконите. Потоа можеме слободно да го видиме иконостасот кој што навистина изработен прекрасно од мајсторите. Слободно значи можам да кажам дека тие се надминаа себе си во својот занает. Во овој Божји дом треба да се случува она што вие како свештени лица посакувате, да има многу тука настани, да има многу венчавки, да има многу крштевки, но да има и многу богослужби. Токму така, значи овдека ќе се служат редовно богослужби, и тоа секој утре, секој вечер утрени и вечерни богослужби, потоа секој празник имаме божествени литургии, но кој што се разбира ќе настапува и црковниот хор кој што ќе биде дел од оваа црква. Веднаш можам да кажам дека сите православни христијани се поканети и на чинот на осветување, но се разбира и потоа секогаш кога има своја духовна потреба да присуствуваат на божествените литургии, на утрените, на вечерните, ќе се случуваат и венчавки и крштевки, се разбира, тоа е составен дел на нашиот живот, но и не само што тука луѓето ќе се чувствуваат благопријатно, исто така благопријатно ќе се чувствуваат и во дворот кој што навистина е добро уреден и во кој што ќе можат да се одморат неколку минути веднаш после божествената литургија, или пак дури може да останат и во текот на вечерта, затоа што оваа црква ќе работи од 6 наутро до 22 часот на вечер.
Јас ви благодарам што одвоивте време и еве бевте гости во нашиот дневник. Ви благодарам и јас многу, но исто е да искористам приликата да ги поканам сите православни верници од градот Велес и околината, се разбира и од сите други градови кои што имаат желба да присуствуваат на ова осветување на овој божествен храм посветен на светиот Кирил и Методи. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев ги образложи мерките за стимулирање на стопанството кои што од страна на владата на Република Македонија треба да бидат донесени во текот на овој месец. Мерките за стимулирање на стопанството кои што од страна на владата на Република Македонија треба да бидат донесени во текот на месец септември, образложени од страна на вице-премиерот и министер задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев на средбата со велешките стопанственици од Велес. Мерките преку програма ќе бидат презентирани на широка расправа во земјава. Македонските и странските стопанственици ќе бидат подеднакво третирани во државата, дека целокупната помош ќе биде ориентирана према резултатите и према порастот на стопанството, а не како список на желби, и дека се надеваме дека преку таквите мерки кои што ќе се однесуваат и за креирање на работни места, и за инвестиции, и за поддршка на обновување на технологија и многу други мерки. Ангјушев најави зголемување на растот на производството во земјава. Според податоците пак на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во јули 2017 во однос на јули 2016 изнесува 97,8. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење на камен во јули 2017 во однос на јули 2016 бележи опаѓање од 3,4%, во секторот преработувачка индустрија бележи опаѓање од 2,6%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација пораст од 2,1%. Продолжуваме со економија. 3 големи мултинационални компании кои вработуваат околу 2000 луѓе најавиле напуштање на државата, незадоволни од третманот на владата и селење на својот капитал во држави од овој регион, објавуваат медиумите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја обвини новата влада дека води политика кон странските инвестиции и дека се откажува од 25.000 нови работни места и 60 нови странски компании со кои претходната влада била во преговори. Валентина Михайловска повеќе. Незадоволни од третманот на владата, 3 големи компании најавиле напуштање на државата. Својот капитал ќе го селат во држави од овој регион, објавија медиумите. Истите вработуваат околу 2000 луѓе. Декласификацијата на државната помош која ја добиваат, најавите за повисоки даноци, за поставување на странскиот капитал биле забелешките од страна на компаниите. 2 од компаниите се од автомобилската индустрија и доаѓаат надвор од Европа, а третата компанија е од технолошката индустрија и е со европски капитал, објавуваат медиумите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на пресконференција посветена на странските инвестиции ја обвини новата влада дека води погубна политика кон странските инвестиции. Во изминатите 10 години владите на ВМРО-ДПМН успеваа да привлечат директни странски инвестиции во висина од над 2 милиарди и 600 милиони евра. А благодарение на тие странски инвестиции, македонскиот извоз од 1 милиарда и 900 милиони евра е зголемен на над 4 милиарди евра. Некои домашни фабрики се изградија комплетно нови и од темел, само за да бидат добавувачи на некои од новите странски компании во земјата. Според Груевски, со декласифицирањето на субвенциите за странски компании ќе се нанесе огромна штета и драматично ќе се намали конкурентноста на државата во однос на другите соседни и регионални држави кои се надпреваруваат за инвестиции. Смета дека ваквата стагнација негативно ќе се одрази на македонската економија.
Дополнителни субвенции ќе добијат лозарите, најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски при денешната посета на Кавадарци. Тој рече дека на првата наредна седница владата ќе донесе одлука за дополнителни директни плаќања за произведено, продадено и откупено грозје во домашните винарски визби, а висината ќе биде определена на самата седница во наредните неколку дена. Дополнителни субвенции за произведено, продадено и откупено грозје во домашните регистрирани винарски визби ќе добијат лозарите. Ова го најави министерот за земјоделие кој денеска го посети Кавадарци во рамки на традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер. Николовски рече дека со мерката ќе бидат опфатени сите земјоделски стопанства кои до 15 септември ќе пријават површини за субвенции за лозја и кои произведеното грозје ќе го продадат во домашните регистрирани винарски визби. На првата наредна седница владата ќе донесе одлука за дополнителни директни плаќања за произведено и откупено грозје и предадено грозје во домашните регистрирани винарски визби, а висината ќе биде определена на самата седница на влада. Со оваа мерка ќе бидат опфатени сите семејни земјоделски стопанства кои што до 15 септември пријуват површини за субвенции за лозје и кои што произведеното и предадено грозје ќе го направат во домашните регистрирани винарски визби. Висината владата дополнително ќе ја определи во наредните неколку дена. Николовски на лозарите им порача дека грозијето од годинешната реколта ќе биде целосно откупено од винарските визби, а исплатата ќе се реализира според законските одредби. Тој соопшти дека заклучно со 5 овој месец откупени се околу 16 милиони килограми грозје, од кои најголем дел се од сортите Вранец и Смедеревка. Со измени на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година ги зголемивме субвенциите за одржување на лозови насади за 10% по хектар и субвенцијата сега ќе изнесува 44.000 денари по хектар. За овие зголемени субвенции лозарите исто така ќе конкурираат до 15 септември. Досега за одржување на површини со лозови насади по програмата за 2016 година исплатени се 8,7 милиони евра, а за вкупно 13 винарски визби по основ на откупено грозје се исплатиле субвенции во износ од 650.000 евра, информираше Николовски. Кавадарци е најголемиот лозаровински регион во земјава каде што производството на грозје и вино има длабоки корени и богата традиција. Околу 5000 семејства екзистираат од оваа гранка. Ова би требало да биде дополнителен мотив новата влада да работи на долгорочни стратегии за развој на лозарството. Синоќа во 2 часот во Неготино од страна на полициски службеници бил приведен и задржан 62-годишниот ММ од Република Србија поради постоење основни сомнение за сторено кривично дело тешка кражба над 44-годишниот ЛИ од Република Грција. Од страна на судија на претходна постапка одредена му е мерка притвор во трајање од 1 година и 10 месеци, пошто во 4 часот на 9.9.2017 година бил спроведен доказано по правната установа затвор Идризово. Повеќе од 150 години Црвениот крст и Црвената полумесечина е лидер во светот во обезбедувањето на обуки и реализација на активности во делот на првата помош. Но на што е најново е новата мобилна апликација која покажува како да се пружи прва помош при несреќи кои што се случуваат во домот и надвор од него. Повеќе на оваа тема од колешката Катарина Нацева. Срцеви удари, губење свест, крварење се само дел од алатките на мобилната апликација која покажува како да се пружи прва помош при несреќи кои се случуваат во домот и надвор од него. На денот кога Црвен крст го одбележува 9 септември, светскиот ден за прва помош, апелираат оваа апликација секој да ја има на својот паметен мобилен телефон. Мобилната апликација е навистина професионално изработена и е лесна за употреба, што се нарекува user-friendly. Интегрирана е со бројот 194 на итната медицинска помош, содржи многу едноставни видеа и анимации кои што придонесуваат учењето на теоретските знаења и практични вештини да се совладаат на еден забавен начин.
И она што е многу побитно, бесплатна е, може секој да ја даунлодира во Apple Store, Google Store, значи и е поддржана од сите оперативни системи. Според волонтерите во Црвен крст, мал е бројот на граѓани кои знаат како да постапат при несреќен случај. Затоа се бараат што попристапни алатки и начини на едукација, велат волонтерите. Голем број од населението не знае како да постапува, како да си помогне во себе си. Најчесто граѓаните се обземени од паника и како резултат на лошо просудување, како резултат што недоволно се едуцирани, не само што не можат да помогнат, бидејќи представува обврска на секого, не само привилегија должност на здравствените работници, туку и на секој член да помогне на унесреќените во такви ситуации. Оваа мобилна апликација им овозможува на луѓето кои се присутни во моментот на несреќата да помогнат во согледување на здравствената ситуација кај лицата кои имале судар уште пред доаѓањето на здравствените лица и да им дадат прва помош на жртвите, што ги зголемува шансите за спасување на животите на луѓето. Инаку изработката на апликацијата е поддржана од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Американскиот Црвен крст, како и со стручна поддршка од мобилните оператори. Поминува и вториот ден од Тиквешкиот гроздобер. Денеска планираните активности го привлекоа вниманието на голем број посетители. А главна атракција ќе биде вечерашниот настап на хрватската музичка звезда Северина. Голем број посетители на градскиот плоштад, многу вино и ракија, забава и пеење до доцните вечерни часови. Вака помина првата вечер на која главни звезди беа групите Епидемија и Нокаут. Со голем број активности стартуваше и вториот ден од Тиквешкиот гроздобер во Кавадарци. Како и секоја година, така и оваа, првиот настан закажан за саботното утро беше меморијалниот турнир во чест на сестрите Китеви, кој трае повеќе од 10 години. Годинава се надпреваруваа екипите на Трокал Кавадарци, Спорт тим Неготино и Младост од Битола. Награди, пехари и благодарници добија сите учесници од страна на членовите на семејството Китеви, а беше прогласена и најдобрата кошаркарка од Кавадарци. Пред турнирот да започне, настапија најмладите членови на танцовата формација Зиг-Заг, а веднаш потоа председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхелм го прогласи турнирот за отворен и се потсети на времето од 1980 година, кога заедно со сестрите Китеви играле кошарка за тогашниот тим на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Влегувајќи во спортската сала, се сетив на едно време, кога јас заедно со сестрите Китеви игравме кошарка. Тоа е периодот од 80 до 84 година. 83-та, за жал, судбината на овие две сестри, кои што успешно го представуваа градот, знаеме дека заврши трагично. Од тогаш наваму, градот Кавадарци во нивна чест постојано организира турнир со некои прекини, меѓутоа еве последните 10 години веќе без прекини. Се надевам дека и понатаму градот Кавадарци овој турнир ќе биде за пример, посебно на младите, дека треба да се бават со спорт, како што ние тоа го правевме кога бевме помлади. Дождливото време не беше пречка и годинава на градскиот плоштад да се реализира турнирот во табла, на кој силите си ги одмерија 46 учесници од повеќе градови. Возрастната граница не беше ограничена, но најмлад и годинава беше 13 годишниот Стефан Милков, кој повеќе години е дел од овој турнир. Оваа година е веќе 8 година од кога се одржува манифестацијата Таблијада во склопот на сите случувања на Тиквешки гроздобер. Оваа година имаме 46 учесници. Имаме гости 9 души од Штип, имаме од Росуман, имаме од Веле 7. Сега еве дојдовме веќе до второ коло. Надпреварувачкиот дел си тече се нормално. За другите услови мислам дека вашите гледачи, да кажеме дека има и награди од Општинско собрание, од градоначалникот. Традиционалниот настан на мотоциклистичката федерација и годинава се вклопи во активностите за време на Тиквешкиот гроздобер. 26-тото моторели по повод независноста на Македонија продефилирани
Продефилира и низ Кавадарци. 600 мотоциклисти од Македонија и од други држави беа дел од истото. Традиционалното меѓународно рели веќе 26 години наназад успешно се реализира од страна на Федерацијата и може да се каже дека е една од најстарите манифестации кои во континуитет се организираат за одбележување на Денот на независноста на Македонија. Па во Скопје на почетку тргнаме околу 800 моторџи со платна котизација. Се возе првата ден, се возе Куманово, Каратово, Виница, Берово, Струмици, се спие во Дорин. Од тука заминуваме во Охрид, а последната цел назад во Скопје. Околу 600 моторџи има пристигнато денеска. Моментално колегата од Србија. Хрвати има доста. Од цела бивша Југославија се вози секоја година. Имаме поддршка од нив. Концертите на групите Епидемии и Нокаут ја одбележаа првата фестивалска вечер, а исто така беа избрани и Винскиот крал и кралица. Вечерва главна атракција ќе биде концертот на хрватската ѕвезда Северина. Во ликовниот салон во Велес беше отворена самостојна изложба на ликовниот уметник Павле Илиев од Велес, која семејството ја организираше по повод 20 години од неговата смрт. Ретроспективна изложба на дела од ликовниот уметник Павле Илиев од Велес организираше неговото семејство по повод 20 години од неговата смрт. На ликовната изложба беа представени 60 дела, од кои 28 карикатури, неколку скулптури и 26 цртежи кои првпати беа представени на јавноста. Петар Илиев, синот на уметникот, појаснува дека најголем дел од јавноста го знае неговиот татко како ликовен педагог и скулптор, а малкумина знаеле дека има и цртежи, кои тој преку оваа изложба првпати ги презентира на велешката ликовна јавност. Ќе се покажеме во најголем дел со цртежи, слики во темпера и карикатури кои се со ликови на вработени во Јордан Хаџи Константинов Джинот во периодот од 70-тите години. Уметникот Илиев има изработено десетина бисти од мермер на значајни личности од Велес, меѓу кои Алекс Одемниевски Бауман, шпанскиот борец и борците од Нов, Димче Мирчев, Нада Бутнико-Шарева, Рајко Жензифов, Тодор Јанев, како и бистата на Јордан Хаџи Константинов Джинот, која е прогласена за официјален лик на Джинот. Има изработено голем број ентериерни скулптури, како и женската фигура насловена Ленка или Водарка. Од това вече да направиме монографија една за неговото дело и потоа можда во текот на наредната година да направиме и други изложби во други градови. Павле Илиев е еден од амбасадорите на велешката и македонската ликовна уметност, кои пред јавноста ја презентираат нашата културна ризница. Илиев е роден во 1940 година во селото Горни Балван, а на 12 годишна возраст дошол во Велес, каде живее, работи и твори се до неговата смрт во април 1997 година. Министерството за надворешни работи денеска соопшти дека досега до македонската амбасада во Вашингтон не се обратиле за помош македонски државјани кои живеат на Карибите и брегот на Сад, кои беа погодени од ураганот Ирма. Од МНР посочуваат дека се во комуникација и со канцеларијата на странски мисии во Вашингтон и оти до денес не имаат добиена информација за пријавени македонски државјани од погодените подрачја. Вестите од Македонија. Рокот за јавниот увид во избирачкиот список за локалните избори 2017, закажани за 15 октомври, истекува на полноќ. Увидот се врши во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и електронски на апликацијата поставена на веб страната на комисијата www.sec.mk. До 6 септември увид во избирачкиот список во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК во земјава извршиле 20.081 граѓани, додека на 5 септември ДИК објави дека до тогаш 148.538 граѓани ги провериле своите податоци електронски преку нивната веб страница. Исто така до овој датум само 7 граѓани побарале бришење на податоците од избирачкиот список, 14 побарале да бидат запишани во списокот, а 19 промена на податоците.
Јавниот увид во избирачкиот список почна на 21 август. Во меѓувреме, најголемите политички партии ги објавија кандидатите за градоначалници за локалните избори. Кандидатските листи за градоначалници и советници според роковникот на ДИК треба да бидат поднесени до општинските изборни комисии најдоцна до 14 септември. Кампањата за локалните избори започнува на 25 септември и завршува на 13 октомври на полноќ. Локалните избори ќе се спроведуваат во 80 општини и во градот Скопје во над 3400 избирачки места. Во јули оваа година издадени се 205 одобренија за градење, што е за 19,9% помалку во однос на истиот месец од претходната година, објави Државниот завод за статистика. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 милијарда 554 милиони 923 илјади денари, што е за 55,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 124 се наменети за објекти од високоградба, 24 за објекти од нискоградба и 57 за објекти за реконструкција. Од вкупно 205 објекти, на 134 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 71 објект инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 210 станови со вкупна корисна површина од 19.748 метри квадратни. Два авиони ловци од јапонските сили за самоодбрана и два стратешки бомбардери од воено-воздухопловните сили на САД, стационирани на островот Гаумо, држаа денеска заедничка воена вежба во регионот на Источно-Кинеското море, соопшти командата на јапонските воени сили. Вежбите имаат цел да ја заакне стратешката соработка меѓу војниците од двете земји во врска со заострувањето на ситуацијата на Корејскиот полуостров, поради честите ракетни и нуклеарни проби во Северна Кореја. Вестите од светот. Ураганот Ирма го погоди крај брежјето на Куба, откако повторно зајакна до бура од 5 степен, а беше проследен со ветрови со максимална брзина од 260 км на час, соопшти Националниот центар за урагани на САД. Ирма е на околу 485 км од Мајами и се движи на запад со околу 20 км на час. Се очекува ураганот утре изутрина да стигне до Флорида. Властите во Флорида повикаа 5,6 милиони лица, над 1/4 од населението, да се евакуираат пред налетот на Ирма. Гувернерот на Флорида, Рик Скот, веќе неколку дена ги повикува жителите на државата, особено оние кои живеат во крајбрежните региони, да се евакуираат. Две нуклеарни централи во Флорида ќе бидат затворени поради Ирма. Компанијата оператор Florida Power and Light соопшти дека ќе ги затвори централите Тарки Пойнт и Сент Луси пред ураганот да стигне на копното. Ураганот ги погоди Куба и Бахамите, како и источниот дел на Карипскиот регион, нанесувајќи катастрофални штети. Билансот на жртвите изнесува 21, но постои можност тој да се зголемува. Ураганот Катја го достигна мексиканското крајбрежје кај градот Теколутла. Бурата е од прва категорија и е проследена со ветрови од 120 км на час. Метеоролозите очекуваат последните 24 часа намалување на моќта на Катја. Во Атлантскиот океан ураганот Хосе се зајакна речиси до бура од 5-та категорија со ветрови со брзина од 250 км на час. Хозе е на 430 км источно од северните острови Ливорд. Јужнокорејската комисија за нуклеарна безбедност и заштита соопшти дека мала количина траги од радиоактивни честички се откриени во Јужна Кореја. Според комисијата, радиоактивни изотопи на ксенон се откриени при анализи на примероци земени од почвата, воздухот и морската вода. Потребни се дополнителни анализи за да се утврди дали изотопите се последица на севернокорејскиот нуклеарен тест и дали била направена проба на хидрогенска бомба.
Откриените траги од ксенон 133 не се сметаат за штетни за луѓето и животната средина. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, времето ќе биде промеливо облачно и нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер од јужен правец. На места врнежите ќе бидат пообилни, а повеќе ќе бидат застапени во источните делови, каде ќе бидат полокализирани, но со услови да бидат проследени со поинтензивни процеси. Во моментов од Грција кон Евгелија надоаѓа нестабилна воздушна маса од поголеми размери и во овој регион наскоро ќе има пороен дожд со грмежи и засилен ветер. Утре и во понеделник ќе биде претежно сончево и топло, на повеќе места со надпросечни дневни температури на воздухот. Максималната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Тоа е се за овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието. Пријатно!